На 12-тата традиционална средба на пензионерите на манастирскиот комплекс Свети Пантелеймон, градоначалникот Николчо Илиев зборуваше за локалните проекти поврзани со луѓето од третата доба. Тој истакна дека локалната самоуправа на Кочани прави напори да ги подобри условите за живење на сите луѓе во општината, меѓу кои и на луѓето од третата доба. Илиев ја истакна динамиката за поднесената апликација за изградба на старички дом, регионален проект за кој очекуваат подршка од Министерството за труд и социјална политика, а за кој ќе може да одговорат на потребата за грижа и нега на старите лица, како од Кочани, така и од регионот. Општина Кочани има проект со кој сакам да бидеме горди и сакам да ви кажам дека проект кој веројатно ќе допринесе за да подобрување на животот на луѓето од третото доба, тоа е изградба на старечкиот дом, кој на вистина не е веќе тренд, туку е нешто што е нужно со оглед на времињата во кои што живееме, каде што нашите млади се почесто се иселуваат и остануваат повозрастни лица на кои на вистина е потребна нега, а од друга страна овде треба и мора да ги вклопиме и новите модерни трендови на живење, каде што луѓето на вистина сакат повеќе самостојност. Ние на вистина направивме голема иницијатива и проектот кој што го наследивме, го продолживме и во последните 10 дена имавме средба со Министерството за труд и социјална политика, каде што уште еднаш, заедно со проектантот, стручните луѓе од разни институции и од општина Кочани ги усогласија сите недоследности во делот на проектот и останува уште конечната одлука да ја донесе владата со цел отпочнување на овој многу значаен објект, односно проект за Кочани, а секако и за целокупниот регион, бидејќи се работи за регионален старечки дом и ќе биде еден од правите проекти во Македонија. Мислам дека во моментот колку што сум информиран, вакви проекти постојат само 2 и мислам дека реализацијата на вистина ќе биде известна и брза. Илиев, освен за проектот за старечкиот дом, рече дека општина Кочани ќе остане посветена во договор со Сдруженијето на пензионерите да се подигне стандардот на живеењето и на пензионерите од другите населени места, при што ја нагласи поддршката од општината во заживувањето на пензионерските клубови во градот и во населените места.